Откако матурантите 2 недели ја бойкотираа онлайн наставата, представниците на Сојузот на средношколци изминатиот викенд одлучил да го прифати предлогот за компромис во врска со полагањето државна матура. По вчерашната средба со председателот на владата Зоран Заев, каде што бил потврден заедничкиот договор, сега преговорите продолжуваат во работни групи во делот на изнаоѓање најсоодветен концепт, односно модел за изведување на интерните предмети. Тоа што се договоривме досега е да се полагаат 2 екстерни испити, што е прифатливо и за образовните власти, односно образовните институти. Сега што се дискутира деновиве е за начинот како ќе ги полагаме интерните испити. Значи како ќе се полагат, со кој модел ќе се спроведува полагањето на интерните испити, а за ова ќе треба да се одлучи наредните денови. Од Сојузот на средношколци велат дека имаат неколку идеи за спроведувањето на полагањето интерни предмети. Имаме неколку идеи како може полесно да биде за матурантите да полагат за интерните испити, да имат банки на прашања, значи да кажеме да имат банки на прашање 1 месец пред полагање на интерните испити, но сепак конечната одлука што ќе се случи за интерните испити ќе го имаме вечерва, најдосна или утре. Се дискутира и надвор од државата со другите универзитети надвор, каде што повеќе одат македонските средношколците во Македонија повеќе одат во тие универзитети во Словенија, например, или во Бугарија, и треба да се дискутира и со нив дали е овој модел што го предлагаме прифатлив и за нив во странските универзитети, за да не ги оштетиме тие матуранти што сакат да се запишат надвор. Од Сојузот на средношколци дискутирале со властите полагањето да почне на 5 јуни, а не на 29 мај, со цел учениците да имаат повеќе време за подготвување.